почитувана македонска јавност, јас врз основа на член 70 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ќе побарам вметнување на нова точка на дневниот ред, а тоа е да се вметнат измените и дополните на Законот за внатрешни работи. Ние врз основа на членот 71 став 1 од Уставот на Република Македонија, членовите 132, 137 и 170 од Деловникот, овој предлог го имаме поднесен уште пред 6 месеци, значи на 6 мај до ден денеска тој предлог на закон воопшто не ја виде светлината на денот, односно не е ставен на дневен ред во ова собрание. Законот е поднесен по скратена постапка, значи скратена постапка, а станува збор за чекање од 6 месеци. Што предлагаме во тие измени на предлогот на закон? Има само 2 члена кои што се менуваат. Едниот член е зголемување на платите на вработените за 10% во Министерството, значи за внатрешни работи, и вториот член е менување, односно одземање на ингеренциите на министерот за внатрешни работи, кои што ова собрание му ги додели, за да може да унапредува по 3 скалила одеднаш. Тука во нашиот состав, јас и минатиот пат го говорев тоа, има лица кои што ја разбираат хиерархијата. Тука има еден поранешен мајор, поранешен министер има за одбрана, има поранешен министер за внатрешни работи, има еден генерал што седи во клупите, така да многу добро разбирате што значи некое лице да може да биде унапредено по 3 скалила одеднаш и како тоа влијае на организацијата, односно на институцијата. На тој начин се создаваат клиентелисти, а институцијата трпи, на крај трпат граѓаните. Од наша страна, покачувањето што го бараме, значи 10%, сметаме дека пред 6 месеци, дори може би тие 10% кои треба да им бидат покачени на припадниците на Министерството за внатрешни работи не се доволни, затоа што инфлацијата веќе надминува над 18%, и тоа збориме за базичната, а да не зборуваме за зголемувањето на инфлацијата во делот на основните прехранбени продукти. Цениме дека на тој начин ќе може да се подобри колку толку стандардот на припадниците за внатрешни работи. Од тој аспект ја предлагам точката да се додаде на дневен ред и очекувам од владеачкото мнозинство подршка за овој закон. Се надевам дека за истото ќе најдеме на разбирање. Ви благодарам.